Оти вие не знаете, па на сета мака ние да ви кажеме кој е виновен за трагедијата. Вака денеска родителите на загинатите во пожарот во Пулс му се обратија на јавното обвинителство, посочувајќи ги виновниците кои тие ги пропуштиле во истрагата за Кочани. Доказите без разлика до каде и до кого ќе ве доведат. Вистинските виновници мора да бидат откриени и да одговараат без разлика за кого се работи. Бараме неселективна правда. УЈП констатиран прекршок бидејќи нема договор за закуп и наплата на наемна преку фолио за наемна издадено и електронски систем на УЈП. Дали инспекторката за економски криминал од МВР Кочани ги има проверено сите овие нерегуларности? Или некој во институциите замижал пред нерегуларностите? Како дојде до оваа катастрофа и ерозија на системот? Кој се е виновен за трагедијата? Зошто институциите не го затвориле нелегалното кабаре? Кој се замижувал се дел од болните прашања кои се уште се неодговорени? А доколку законски се постапувало, нашите деца сега ќе беа живи. Техничките средства во дискотека Пулс имало присутни службени лица од МВР, кои биле службено на полициска акција. Дали се повикани на распит тие лица? Дали се утврдени и спречени неправилностите? Дали истите ќе сносат одговорност за неизвршување на работните задачи? МВР директно имаат правна одговорност за овој случај. Од тука сметаме дека смената на командирите и началниците на СВР и ОВР не е доволна и е потребно да се изврши темелно распит, увид и одговорност на сите службени лица кои се инволвирани во случајот. На денешниот 8 поред марш за ангелите, како и самите родители на загинатите во трагедијата на 16 март, денеска ги свиркаа сите институции, почнувајќи од општината, МВР, а потоа и обвинителството. Граѓаните пак не веруваат и не очекуваат правда, бидејќи, како што велат, треба многу време да помине за да се залечи болката што остана од генерацијата што згасна во пожарот во дискотеката на смртта. Како што гледам, никој не е задоволен од истрагата, бидејќи многумина мислат дека многу од оние што требаше да бидат дел од таа истрага дека не се. Истрагата ја поведува во погрешен тек уште во почетокот. Ги ставија во ист кош сите осомничени, сега ќе бидат обвинети, сметам дека не требаше така. Има правда. Тешко на децата и на родителите. Нашата држава, како што сите знаеме, а се прават сите наудрени, ништо не функционира. Лично не верувам дека ќе има правда. Затоа што тие што се најодговорни се сите на функции. Децата се они секој пат напред. А сега многу е тешко. И на денешниот марш семејствата и блиските на загинатите не ја криеја болката, а очекуваат јавноста да ја почувствува и да застане рамо до рамо со нив, за да ваква трагедија не се повтори. Потсетија и дека прашањето за функционирање на институциите и безбедноста на граѓаните не е индивидуален, туку општествен проблем и побараа правда и неселективна истрага, порачувајќи дека трпението им е при крај.